По земјотресот од 63-та, Шилегов е најголемата катастрофа за Скопје. Четврта година на функција, а градоначалникот Петре Шилегов го остави главниот град без ниту еден свој капитален проект. 12,7 милиони евра доби од скопската бомбона бизнис од продажбата на градската куќа која што ја наследи. Веројатно парите се потрошени на теховни расходи, а градот нема репрезентативно седиште, исто како што нема ниту еден капитален проект. Шилегов по 4 години се уште единствените проекти кои што ги работи се оние кои што веќе беа отпочнати и наследени од неговиот претходник. Се што вети излажа за чист алпски воздух. Градот Скопје е еден од главните градови во Европа со најмногу загаден воздух. Мандатот го започна со уништување на шумата на Водно и масакрот на падините кон Матка. Вети капитални сообраќајни решенија, вети и излажа спуштена крстосница кај Мавровка, вети и излажа продолжување на булеварот Илинденска, вети и излажа тунел под Кале. Скопје го има најубавиот неизграден тунел под Кале и најубавата неизградена крстосница кај Нова Македонија, ветена од Петре Шилегов. Шилегов тргна од универзалната сала да правел паркинг, а готовите решенија за нејзино обновување, кои што ги наследи, се уште му стојат во фиока. Шилегов ги остави и најмладите без луна парк, готови машини, стојат во хангари, а Шилегов е до толку неспособен дури и да ги монтира. Шилегов четврта година продава магла и лаги, а Скопје стагнира. Напред одат само бизнис интересите на скопскиот градоначалник. Пола милион евра потроши за макети во зоолошката градина и за новогодишни лампиони. Но затоа Шилегов се обезбеди со нови вработувања, како на шофер, 19 годишно момче, кој е еден од 135 нови партиски вработувања на определено време во градот Скопје, за кои што годишно ќе се одвојуваат до 1 милион евра. Шилегов е срам за Скопје, Шилегов не е човек на кој што може да се верува. После земјотресот од 63-та, Шилегов е најголемата катастрофа за Скопје. Шилегов никогаш повеќе. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашање стигнато до пресцентарот на ВМРО ДПМН, коментар на изјавата на Зоран Заев. 4 годишен период со најкриминалната, најкорумпираниот режим предводен од Зоран Заев е преголем период за да се остави таква катастрофа за Македонија. Зоран Заев го нема владеачкото мнозинство, тоа го докажа и гласањето на интерпелацијата за Никола Димитров. Зоран Заев мора да одговори каде се 7 негови пратеници да гласаат за Никола Димитров или пак да одговори дали можеби Никола Димитров го пушта низ вода. И благодарам.